Во Прилеп денеска започна судењето во кое Иван Јовановски, локален модератор на огранокот на левица во Прилеп, е обвинет за нарушување на јавниот ред и мир и омаловажување на екс-премиерот Зоран Заев за инцидентот кој што се случи на 11 октомври на паркот на Револуцијата, внатре во криптата каде почиваат останките на партизаните, во моментот кога Заев полагаше цвеќе. Чеки, немаш лице, се појавиш овде. На сите што се овека закинат. Да, се слабите празни кушени и Бугарија тамо, не е овде. Ова не е ваша територија. Како се психијатар? Ќе видим кој е психијатар. Се гледа. Да бъдем заедно. Страва. Може македонскиот да го да го зборува. Не како не ти е странно. Јовановски вели дека не се чувствува виновен, ниту дека се кае за тоа што го направил. Обвинува дека зборовите во пријавата не се тие кои што точно ги кажал, а според него спорно било и тоа што самиот Заев не ја поднесол пријавата, туку одреден полициски службеник. Значи, ја не реков овде ова не е веќе територија, ова реков ова не е ваша територија. Значи, не се осеќам за обвинет, не се осеќам за виновен, за овие збори. Значи, ова не е ваша територија, нема лице да се појави тука, затоа што тоа е свето место на кое почива коските на нашиве предци, што го дале животот за Македонија. Исто во лице Зоран Заев практично ги прави пријатели, нашите тогашни пријатели или бугарските фашисти. Па мене не ми јасно во кој дел од реченици ви има омаловажување. Немаш лице да се појавиш овдека. Дали има лице да се појави овдека? Нема лице да се појави овдека. Овој жаргон прилепски што го искористив како жаргон добро. Значи ова не е ваша територија. Практично не е нивна територија затоа што нема лице да се појават тука на тоа место. Затоа што бугарските фашисти никогаш не може да биде наши пријатели колку и да ги правдаат. На наредното рочиште, кое што е закажано за 15 мај, повикани се свој исказ да дадат Зоран Заев, полицискиот службеник и сведоци на Јовановски.